Добар ден, почитувани, добро дојдовте во новото издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин оваа недела е министерот за внатрешни работи на Република Македонија, госпоѓа Гордана Јанкуловска. А министерке, во моментов се актуелни случувањата по Вевчанскиот карневал, тензиите кои настанаа во Струшко. Дали има нови моменти во случајот согласно сознанијата на министерството? Факт е дека во Република Македонија меѓуетничките односи се секогаш тема на дискусија со која е лесно да се манипулира и токму затоа одговорноста е дотолку поголема кај сите општествени чинители да бидат многу внимателни кога станува збор за меѓуетничките односи, бидејќи како што се покажа во изминативе неколку недели, доволно е еден настан да предизвика дополнително внимание и да ја доведе ситуацијата, ако така можам да кажам, надвор од вообичаените рамки. Јас би рекла дека после првичните манифестации на незадоволство на страна на различни етнички заедници, успеавме да дојдеме во една ситуација каде што ваквите тензии полека се смируваат и каде што граѓаните се враќаат на својот секојдневен живот, односно меѓуетничките односи се враќаат на нивото на кое беа пред овие така наречени инциденти или овие настани кои несомнено ја вознемирија и јавноста, но и припадниците на сите етнички заедници во Република Македонија. Кои активности ги превзема Министерството за смирување на тензиите? Дали има приведени, повикани на разговор? Со самата манифестација на незадоволство, ние како Министерство за внатрешни работи превземавме комбинирани мерки кои подразбираат пред се превентивно делување и делување во насока на смирување на состојбите. Воедно, со оглед на тензичноста на теренот, ние одлучивме да го зголемиме присуството на полицијата, односно ангажманот на полициските службеници во смисла на зголемен интензитет на комуникацијата која тие ја имаат со граѓаните, се со цел од една страна да дојдеме до информации кои се релевантни во смисла на откривање на сторителите или на прекршителите на јавниот ред и мир или на луѓето кои беа инволвирани во инцидентите, но од друга страна и да делуваме превентивно, односно да испратиме смирувачки пораки на теренот. Секако дека во интерес на завршување на овие предмети кои освен вообичаената специфика ја имаат и онаа специфика на меѓуетничките односи, јас ке се воздржам од коментари околу сторителите, лицата кои се инволвирани, но можам да информирам дека поголем број на лица се веќе повикани на разговор, дека имаме обезбедено првични информации кои несомнено ќе водат до разрешување на овие инциденти, но околу подетални информации за сето она што и досега е направено и сето она што следува ќе излеземе тогаш кога ќе имаме една финална завршница. Меѓутоа, сакам да ги охрабрам граѓаните да соработуваат со институциите и на свој начин да придонесат за расчистување на проблематичните настани и смирување на тензиите на терен. Опозицијата предлага интерпелација за вас во врска со случајот кампања. Која е вашата реакција? Па опозицијата во недостиг на идеи и вистинска понуда на граѓаните секогаш прибегнува кон неаргументирани напади на институциите или напади на личности кои се представници на институциите. Во конкретниот случај тие се одлучија за еден потек кој е крајно неаргументиран и јас верувам дека токму тоа ќе биде исходот од парламентарната дебата која набрзо ќе се одржи во собранието и јас со нетрпение ја очекувам седницата, бидејќи мислам дека тоа ќе биде исклучително добра можност граѓаните да се уверат во неаргументираноста на нивните тврдења, односно уште еднаш ќе се потврди дека својата безидејност секогаш се обидуваат да ја покријат со напади врз владеачкото мнозинство. Постои загриженост за вехабизам во Република Македонија, барем судејќи по одредени медиумски извештаи. А дали постои опасност од вехабизам во Република Македонија?
Загриженоста од вехабизмот или, ако сакате, радикалниот ислам, јас не би ја амоцирала во границите на само една држава, бидејќи заканите се многу повеќе глобални отколку локални, односно проблемите од ваков тип имаат многу повеќе глобален карактер и се однесуваат на повеќе од една држава едновремено или, попрецизно кажано, кога зборуваме за закани или за евентуални проблеми, тогаш ние мора да зборуваме во регионален контекст, односно да зборуваме за сето она што се случува не само во Република Македонија, туку и во нашето пошироко опкружување. Фактот што Република Македонија е една од земјите која активно и доста интензивно партиципира во сите глобални активности за одржување на светскиот мир. Зборува дека Република Македонија не е надвор од мапата на радикалните исламисти во смисла на земји кои тие ги сметаат за нивни потенцијални непријатели, меѓутоа наша трајна определба е и понатаму да партиципираме во сите глобални активности кои значат зачувување на светскиот мир и ние остануваме посветени бидејќи борбата против сите типови на радикализам значи борба која ќе придонесе за подобар свет, борба која ќе придонесе за глобален мир и борба која во крајна линија значи и борба против тероризмот, бидејќи неретко ваквите радикални движења се поврзани со терористичките организации. Дали имате сознание за конкретни активности кои би можеле да се карактеризираат како дела на вехабисти? Во минатото ние имавме одредени активности по однос на поединци и групи, меѓутоа тоа се сепак активности каде што ние председелуваме превентивно повеќе отколку репресивно и јас искрено се надевам дека ваквиот ангажман кој значи засилена будност и значи пред се превентивно дејствување ќе доведе до соодветен резултат, односно дека нема да се доведеме во ситуација да биде неопходно да реагираме репресивно. Уште еднаш ќе повторам дека кога станува збор за радикалните движења, можеби клучни се навремените и точни информации со кои располагаат безбедносните служби, нивна размена за да може соодветно да се реагира тогаш кога одредени проблеми ќе се појават, а тие проблеми не мора задолжително да бидат во границите на нашата држава. Годинава од Народната каса ќе се издвојуваат околу 3% помалку за Министерството за внатрешни работи, судејќи по билансот на расходи за буџетските корисници. А дали ова благо намалување е во согласно со плановите на Министерството? Како министер за внатрешни работи и воопшто како функционер кој раководи со институција, се разбира дека јас би сакала да имаме колку што е можно повеќе ресурси на располагање, бидејќи ресурсите значат осовременување и на условите и на опремата за работа. Меѓутоа, ние сме свесни за севкупните движења во економијата, за потребите кои треба да се финансираат од буџетот и токму заради тоа спремни сме да се прилагодиме на оние ресурси кои ни се ставени на располагање за 2012 година, што значи дека преку правилно распоредување на приоритетите, односно преку дефинирање на една динамика каде што најнеопходните и најитните потреби ќе добијат предност во однос на нешто што може и да почека, сметам дека нема да имаме сериозни последици во функционирањето на Министерството за внатрешни работи. Напротив, со добар распоред на средствата, со добро определување на приоритетите, во текот на оваа буџетска година ќе успееме да обновиме дел од опремата која веќе со децении не е обновена, ќе успееме да обновиме дел од возниот парк, условно речено добро познатите Крајслери на полицијата, конечно се надевам дека годинава ќе заминат во пензија, а полицијата ќе добие нови возила соодветни на потребите во деношно време, кои ќе бидат пред се енергетски поефикасни и прилагодени на новите предизвици во полициското работење. Истото се однесува и на други делови од опремата, делови од униформата,
кои секако дека ќе значат мотив повеќе за полициските службеници за поуспешно и поефикасно извршување на работните задачи. Министер, ќе ви благодарам. Тоа е се за ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. Следна средба за 7 дена.